Господине Заев, дали сте информирани од генералниот секретар дека вчера почна отказни решение за група роми кои работат во владата? И не само за нив, него и за дел од македонците кои работат како државна администрација. Дали сте информирани и што чеколи ќе имате за голем и тежок проблем за тие луѓе што работат? Ево вака, знаете дека владата ниту помислува, ниту има намера да испушта работници. 6 месеци се молиме да дојдат на работа. Се молиме луѓе дојдете на работа, законот е 3 дена, не се доаѓа на работа. Лицето кое што ги подпишува платите носи законска одговорност. И апсолутно опомени, врз опомени, сеанси и состаноци. И со овие предлози за отказни решенија, пак закажавме состанок, меѓу Нова година и Божик, јас се видам со луѓето лично, за да се убедим дека ако взимате плата, мора да доаѓате на работа. Тоа се граѓани наши, јас не ги делам на македонци, роми, албанци, турци, мора да доаѓаат на работа и апсолутно да работат својата работа. Само тоа е причината. Се надевам дека ќе се потврдиме во тој дел, за да може сите тие луѓе честно да се извршуваат работата за која што граѓаните преку даноците ги плаќаат. Да, господине Заев, но тие не добили картичка 3 дена и затоа тие 3 дена се како наводно не дојда на работа. Тоа е проблемот. Ние ги поминавме тие работи со картичката, па не добиле, па биле евидентирани, па им се давало картичка еднаш неделно да ја отчитуваат само доволно. Поминавме во дебати и дискусии со нив многу преку тоа. Јас и службите предводени од генералниот секретар на владата. Дојдовме до една фаза која не доаѓа на работа. И треба да знаат сите, немаме намера. До денеска, иако сме дојдени во финала фаза, дај Боже луѓето да тргнат да работат. Мора да работат ако сакат тоа. Тоа важи за цела администрација. Дали ќе бидат избркани? Апсолутно секој што ќе сака да работи и честно да се ја сработува својата работа за која што граѓаните на Македонија го плаќаат, нема да биде избркан. Ниту еден. Јас не ги знам ни по име, ни по презиме, тоа се мои сограѓани. И апсолутно се надевам, ако се убедиме дека мора да одат на работа, тогаш и ќе останат.